Почитувани време е да отпочнеме со нашето предавање. Ве поздравувам сите кои вечерва дојдовте да заеднички ја проследиме нашата вечерашна тема. После една пауза, еве повторно стартуваме со здравствениот клуб Мое здравје, така да во наредните месеци и седмици ќе се дружиме. Иако малце времето се расипа, но како да е, најхрабрите се навистина вечерва овде. Пред нас имаме една интересна тема. Ќе зборуваме секако новие предавања, зборуваме за храната и вечерва ќе зборуваме за вашата судбина е во вашиот танер. Едноставно ќе се запознаеме, иако многу работи ги знаеме од тие, но ќе ги повториме и ќе се подсетиме за нешто што можеби сме го знаеле, а не го користиме во нашиот секојдневен живот, во нашата исхрана. Значи, ќе зборуваме за исхраната. Што е најдобро за нашето тело да внесуваме. Овде е спомнат танирот, бидејќи ние преку танирот, односно преку нашата уста внесуваме и добри и лоши работи. Би сакал да ве објаснам ова фотографија. Ова е еден танир поделен на 4 дела. Овде приметувате дека има зеленчук, овошје, житарки и протеини. Додека млечните производи ги нема внатре. Всушност, за што станува збор? 2011 година, во јуни, Министерството за земјоделство во Америка покренало една нова иницијатива, а тоа е Мојот танир, така го нарекле. Очигледно, биле предизвикани, бидејќи самата статистика во Америка, еве што кажува. 1/3 од децата и 2/3 на возрастните во Америка се дебели или имат прекомерна телесна тежина. И овој нов програм што Министерството го воспоставило, сакало да ги потикне граѓаните во Америка да се вратат на природата, на селскиот начин на живење, односно на исхрана. Да во нашите танери или на нашите трпези што повеќе имаме овошје, зеленчук, житарки и протеини. Така да, поранешната прва дама на Америка, која беше? Мишел Обама. На Обама, супругата. Таа била водач на таа национална кампања за здрава исхрана и повеќе физички активности. Било наречено да се движиме. Значи, таа го водила тој проект, иако сега не е повеќе прва дама, но како да е, 2011 година Министерството за земјоделство во Америка потикнало нов програм, бидејќи пред тоа, од 2005 година, дали ви е позната ова пирамида? Така, гледате во пирамидата што беше ставено и тоа беше како мотив луѓето што да јадат во својата исхрана. Овошје, свежо и зеленчук, тоа е во ред. Меѓутоа, гледате овде се ставени јаглени хидрати, млечни производи, протеини, масноти и десерти. Тоа беше проект потикна 2005 година. Меѓутоа, рековме 2011 година Министерството за земјоделство во Америка потикнало нов програм. И токму ние вечерва ќе зборуваме за овие работи, кои треба да бидат постојано на нашите трпези, односно во нашата исхрана. Значи, овде го гледаме овој круг, односно овој мал танир, означува дека млечните производи треба да бидат многу настрана од нашата секојдневна исхрана. На почетокот би сакал да ви спомнам една мала приказна за Том. Том бил човек некаде 1,96 отприлика сантиметри. Значи крупен човек и имал доста голема тежина. Неколку пати брза помош го носела во болница. Имал срцеви напади. Едноставно имал проблем со срцето, болки во градите. Тестовите покажале дека има и преддиабетис, висок холестерол и висок крвен притисок. Меѓутоа, во тоа време Том слушнал за една програма која се одржувала за еден семинар, за контрола на диабетисот. И дознал дека оние кои учествуваат на тој семинар, 50 до 70% кои имаат преддиабетис може да бидат излечени и да ја намалат својата телесна тежина. Со други зборови, 90
90% od новите случаи на диабетис може да се спречат. Во таа програма пишувало. И Том ја посетувал таа програма. И резултатите биле фантастични. Еве како Том сега изгледа. Се чувствува многу добро, сјајно. Што јадел Том? Што пиел Том? Според таа програма. И тој вели дека од неговата тежина 139 кила имал. Ја намалил на 97. Бидејќи висок 1,96 м, тежината сега му е добра. Секој ден пешачел по 45 минути. Без разлика дали врне надвор, дали вее снег или дали сонце грее. Значи, постојано, секојдневно имал ритмички животна прошетка. Ја променил исхраната. Не јадел рафинирана храна. Јадел многу овошје, лесна вечера, некаде до ово време, 18 часот. Значи, поедок полн, вечер, ручек и вечера лесна. Така да, Том бил благодарен на таа програма која го вратила на стариот принцип на исхрана. Што повеќе овошје, зеленчук и така натаму. Промената во начинот на животот доаѓа тогаш кога превземаме одговорност за сопствените избори. Кога го превземаме сето тоа ние како избор, почитувани, ние своето здравје и својата иднина ја ставаме во наши раци. Изборот за своето здравје се сведува на превенција на болестите во нашето тело. Тоа ние го нарекуваме куќа во која ние живееме. Значи, ние имаме своја собствена куќа. Како ќе уредиме? Од кого зависи? Од нас. Што внесуваме во нашето тело. И затоа е многу важно и ова предавање ќе не подсети, ќе ни помогне да сватиме дека ние сме главните фактори кога е во прашање нашата исхрана. Едно истражување сакам да спомнам, кое се случило во Кина. Кинеска студија на доктор Колин Кембел. Што тој направил? Еве што пишува за него. Ова студија била спроведена за исхраната и развитокот на болестите од храната што луѓето ја користат. Самата кинеска селска исхрана се состои претежно од ориз, зеленчук и соја. А луѓето имаат секојдневни активности надвор од домот. Селското население има долг животен век и добро здравје. Што направиле овие истражувачи? Значи, ова истражување го водил Корнел универзитет во соработка со Оксфорд универзитетот, со докторот Колин Кембел. Биле испрашани 6500 кинези, луѓе кои живеле на периферија, значи во тие селски подрачја. Луѓето имале отприлика слични активности и дома и на поле. Се хранеле со слична храна. 6500 жители кои едноставно, значи, имале ист начин на исхрана во целиот свој живот. И на крајот биле испрашани, односно донесени многу интересни заклучоци. Според кинеската студија, кинезите јадат 20% повеќе калории од американците. Но не се дебели. Сте виделе дебел кинез? Нема. Зошто? Ги има туристи, доаѓаат во Охрид, во Македонија, сте ги приметили, така? Не само што се пониски, тоа е веќе природно, меѓутоа нема дебел кинез. Додека американци, вие кои сте били, гледаме на телевизија, има доста дебели американци. 25% се подебели американците. Зошто? А кинезите јадат повеќе калории од американците. Секако тоа се сведува затоа што се движат, имат активности и ќе видиме и некои други интересни работи. Значи, овој програм, кој на почеток го спомнав, повторно ќе се врати на традиционалниот начин на исхрана. Што го спомнавме 2011 година, овој американски програм Мојот танјер. Значи се враќа на онаа традиционална кујна, селска кујна, како јаделе и што јаделе нашите стари пред 30, 40 или 50 години. Кинезите што јадат најмногу? Ориз, така? Дупло повеќе скроп од американците. Но само 1/3 имаат на масти. Кинезите за 1/3 имат помалку протеини и само 7% протеини од животинско потекло. Додека
обратете внимание сега за американците, 70% протеини кои се од животинско потекло. Тука е проблемот, што американците јадат животинско потекло, односно масти и така натаму. Значи, кога ќе ги споредиме, кинезите внесуваат помалку калциум од американците и поретко патат од остеопороза. Ние ќе видиме подосна и африканци дека скоро кај нив и нема остеопороза. Кај африканците. Ќе видиме малце подосна. Јадат помалку храна од животинско потекло. Овде е решението. И помалку патат од дегенеративни болести, за разлика од американците. Треба да споменеме дека кинезите, кога се случила таа миграција од Кина одат во Америка, порастот на заболени кинези се зголемил. Што влијаело? Храната, начинот на живење во Америка е брзото темпо. Немаат луѓето време да сготват, јадат брза храна. Значи, со таа миграција, едноставно кинезите сега, тие што се во Америка и нема толку физичка кондиција. Се повеќе и повеќе се појавува рак, висок крвен притисок и срцеви болести. Кинезите може јадат повеќе скроп од американците, но сепак тие кинези кои се во Кина, кои живеат на еден традиционален начин, немаат такви болести, бидејќи имаат повеќе физички активности. Денеска во Америка луѓето не вежбаат доволно. Секако зборуваме за проценти, за поединачно секако има и кои вежбат, но воопшто зборуваме. И преку 50% од оние преку 40 години на старост има диабетис во почетна или развиена фаза. И затоа на почетокот, приказната што ја спомнавме на Том, како тој успел да се излечи? Физички активности. 45 минути секој ден. Наутро вежбање. Храната е променил. Нов стил на исхрана. Нов начин на живење. Тоа е многу важно и за нас денеска. Например, раниот почеток на пубертет кај девојчињата носи здравствени и социјални проблеми. Например, во Америка, за разлика од Кина, кај што девојчињата побрзо созреваат за 3 до 4 години во Америка, отколку во Кина. Зошто? Затоа што ние знаеме денеска во месото што се прави. Се шприцат разни хормони. И тоа предизвикува кај девојчињата брзо растење, гојазност. Хормоните, растат, односно девојчињата растат. Наместо 14, 15, 16, 18 години, девојчињата да учат, да се сконцентрираат кон учењето средна школа, денеска девојчињата созреваат на 13-14 години. Тие хормони кои треба подоцна да се активираат, тие се активираат пред време. И едно дете кое се уште не е зрело, станува мајка. И тоа предизвикуваат болести, тоа се фактори кои може да предизвикат рак на градите, срцеви заболувања и неплодност. Тоа се фактори кои допринесуваат да се појават пред време многу болести кај младите. Денеска по целиот свет се спроведуваат важни истражувања, почитување на таа тема. И тие истражувања даваат во врска со храната секако информации за тоа која храна е најздрава и што помага луѓето да живеат подолго, поквалитетно и да живеат поздраво. Сепак, ние вечерот ќе добиеме информации и читаме на интернет, читаме во разни здравствени списанија. Дали е доволно човекот само да има информации? Не е доволно. Тие информации, треба да ги спроведиме. Ако не донесеме добри одлуки, ако донесеме погрешни одлуки, ништо не вреди. Ништо не вреди. Мора тие одлуки да бидат добри, во склоп со она што овие важни истражувања се дадени за наше добро. И ние вечерва ќе донесеме одлука. Дали ќе прифатиме да живееме, да се храниме така како што треба, или ќе си продолжиме по нашиот стар начин на живење. Едноставно зависи од нас. Како ќе изгледаме надворешно? Како другите нас ќе нагледат? Како ќе се чувствуваме? Колку лекови ќе земаме? Дали ќе бидеме витки
здрави, ведри и задоволни. Од кого тоа зависи? Од храната, но и од нас. Ако одгледуваме оптимизам во нашиот живот, ако гледаме со позитивни очи на станите кои се случуваат околу нас, секако тоа ќе влие и на нашето здравје. Дали може да се видиме себе си дека сме витки, јаки, чврсти, полни со енергија, секојдневно со обврски и радостен живот? Кои чекори треба да ги преземеме, почитувани, за да имаме навистина квалитетен живот? Не само да животареме, туку да имаме квалитетен живот. Ајде неколку работи да ги наброиме. Овде пишува: јадете повеќе овоше и зеленчук. Јадете повеќе овоше и зеленчук. Барем на нашите простори овде имаме доволно овоше и зеленчук. Да избереме она најквалитетната кој ќе ни даде и квалитетно здравје. Таа иницијатива што ја спомнавме на почетокот во Америка, Мојот танјир, големо внимание посветува на овошето и зеленчукот. Тоа се два столба. Значи, за разлика од она пирамида што ја видовме пред малку. Овде нема млечни производи. Или ако ги има, на крајот ќе споменеме, треба да се одберат најквалитетните, најздравото млеко, најздравото месо. Значи, не тоа што е затворено животно во штала и не може воопшто да се движи. Едноставно, ако ќе не можеме без тоа, треба да правиме редуцир, да ја редуцираме таквата храна и полека да се привикнуваме што повеќе овоше и зеленчук. И тоа во природна форма, не преработена. Подоста ние ќе видиме дека кога протоколот ќе го згмечиме, ќе направиме сок, доста проценти на квалитетот од самиот протокол се губат. Кога ние, значи, тие сите влакна што треба да ние да ги јадиме, кога јадеме свежо овоше, се губат со самото производство на сокови. Гледате овде што се пиперки сечени и јадени, живи. Или другото овоше и зеленчук што го има овде на самата фотографија. Например, боровница, манго, ананас, кајси, папаја, јагоди, јаболки. Тие се сочни и вкусни кога се јадат во природна форма. Например, ако некој ги преработиме, правиме сок, ги динстаме, секако голем процент на сите тие витамини се губат. На нашата маса, почитувани, треба да постои она боја наречена виножито. Виножитото колку бои има? Повеќе, така? Скоро сите бои ги има. Такво треба да биде застапено и на нашата маса, кога е во прашање. Сте виделе црвени пиперки? Така? Има жолти, има зелени, има розе. Значи, едноставно, сите тие бои што го офаќат овошето и зеленчукот треба да биде поставено на нашите трпези, на нашите маси. Ајде да кажем неколку зборови за билните влакна, кои представуваат чистач како метла. Интересно. Овие билни влакна не може да ги најдете во сокот. Значи, кога се преработува нешто. Или во месото, воопшто ги нема. Но тие се во природна форма. Гледате овде, имаме фотографија со разни зеленчуци. Сето овде е извор на тие билни влакна. Го чистат цревниот тракт. Го скратуваат времето на поминување на храната преку системот на варење. Го намалува ризикот од појава на рак. Некои работи навистина понекогаш ги забораваме, но еве, научњаците тоа го запишале и денеска ние може да го читаме, не само да го знаеме како информација, туку и да го користиме во нашиот секојдневен живот. Лечат од тврда столица. Ако имаш проблем, тогаш што повеќе да се јадат, значи, зеленчуци. И тогаш нема да имам надуен стомак, како некоја друга храна што може да предизвика. Немат калории, но дават ситост во нашиот организам. Например, влакната нема едноставно да ги најдеме во други работи. Понатаму, не штитат, вели, од канцер, од равнотежа на нашите хормони. Сето тоа е резултат ако користиме што повеќе зеленчуци во нашата исхрана.
Тие кои има диабетис, ако користат повеќе зеленчук, диабетисот се регулира. Допринесува да се хранливите состојки поспоро, како што прочитавме пред малце, поспоро ослободуваат во нашиот крвоток. Каде се наоѓаат тие билни влакна? Влакната, значи, што пред малце што го спомнав, имат мог да го стабилизират шекерот во крвта. Каде ги има? Во овошјето, посебно бобичавото, зеленчук, артичока, грашок, зелениш, броколи, целозрно житарица, пшеница, овес, интегрален ориз. Дали ово го имаме на нашите пазари? Има. Гледате, може би не е и многу скапо за разлика од месна храна или од некои други конзервирани храни. Тоа може да се најде и во смрзната состојба, и во природна состојба, сега кога е зимно време кај нас. Само ако малце застанеме и да донесеме добри одлуки. Понатаму, каде може да се најдат билните влакна? Реков, сокот обично нема влакна, кога се преработуват јаболките или другите овошја и се прави сок. Немој да пиете сокови. Кога велам немојте, во смисол се губат сите тие витамини, сите тие билни влакна кои ни се потребни. Затоа е потребно тоа да го јадеме во свежа состојба. Немој да пиете сокови. Овошјето е полно со влакна. Чудно, производите од месо немаат билни влакна, почитувани. Затоа ова размислување треба да ни помогне да што повеќе и повеќе на нашите трпези користиме свежо овошје и зеленчук. Ајде збор да кажеме за омега-3 масни киселини кои се наоѓаат во оревите, зеленчукот, во репката, понатаму може да кажеме дека се наоѓаат во ленено масло. Тоа помага во одржување на нормалното ниво на холестеролот и триглицериди. Го намалува ризикот од појава на рак на дојка, дебелото црево и простатата. Јас знам дека ние користиме, но може би не во доволно количество. Значи, треба тоа да се зголеми, како што Том на почетокот, може тоа не го кажав, Том користел омега-3, а ние подоцна ќе видиме друг пример од Бил Клинтон, кој исто така имал појава на тешки оболувања. Бил Клинтон добил стент, меѓутоа кога требало да се омаже неговата ќерка, тој исто така еден програм следел во својот живот, но за тоа малце подоцна ќе го раскажеме неговото животно искуство и како се излечил и не добил байпас, благодарение на тој здрав начин на исхрана. Значи да се вратиме сега на ова размислување. Дали сакаме да го намалиме ризикот од срцев удар и да уживаме со своите внучења и правнуци? Тогаш, ако сакаме, треба да јадеме храна богата со омега-3 семе од лен, ореви и многу зелено лисе од зеленчук. Сега, например, не мора да имаме ни замрзивачи, кога на пазарот има се, и зиме и лето. Значи, тие продавници и нашите зелени пазари се произведуваат и зимно време, под пластеници, така да едноставно и лето и зиме снабдени сме на нашите пазари. И затоа, почитувани, ајде да донесеме вечерва одлука, да користиме повеќе овие интересни добри работи. Добрите масти. Кои се тие добри масти? Каде може да ги најдеме? Авокадо, бадеми, ореви, девичанско масло, тоа е тиква масло, понатаму маслиново масло, ладно цедено кокосово масло. Тоа се облици на масти кои се незаситени, посебно добро и делуваат на работата и функцијата на нашиот мозок. Прочитав, односно слушнав денеска, еден човек во Србија зборува и вели свинската маст помагала за мозокот и тоа ја фали. Ја не знам дали помага, меѓутоа сепак знаеме свинската маст е број фактор еден и за нашите вени кои може да ги запуши. Но погледнете кои се добри работи за нашиот мозок. Сите овие работи ги наоѓаме во природа, во тие орешасти плодови. Значи, како што се бадеми, лешници, ореви, и од тоа се произведува масло кое е корисно за нашето тело, за нашиот организам. Еве едно искуство на еден господин по име Џон. Тој вели, мојот татко
почина од срцев удар. Во својата 70-та година. Од мајчината страна и од татковата страна исто така имаше мои роднини кои умреа од срцеви болести. Мојот вујко Џон, по кој вели јас го добив името, исто умре од срцев удар. Јас сега имам, значи Џон сега зборува, имам 80 години. Иако имам лошо наследство, неле генетско предиспозиција, јас да умрам од таква болест, вели, сега имам намера да го решам овој случај со помош на храна богата со омега-3, со зеленчук. Секој дневно земам 2 до 3 лук, оние како се викат од лукот? Чешнинки. 2 до 3 секој ден јади лук, понатаму вели, редовно вежбам и се трудам да носам добри одлуки поврзани со мојот начин на живење. Пред мене е голема работа и сакам долго да живеам, како да му служам на семејството и на Господа. Ете, човекот каква добра одлука донел. Навистина прекрасна одлука. Не сакал да се помири со тоа што неговите предци, вујко или не знам таму татко и од другата страна, од страната на мајка му, починале од срцеви заболувања. Тој решил да тоа да го скрати. Само што ќе користи храна која е здрава и која е корисна. Добри масти да ги користиме умерено. Полунезаситените масти имаат склоност да станат течни на собна температура. Тие не го креват нивото на холестеролот како животинските масти. Најдобар извор на овие масти се секако авокадото, како што рековме, оревите и други природни работи. Но, освен добрите масти, има така наречени лоши масти, да ги сведеме почитувани на минимум. Тоа се разни маргарини, ги има во помфритот, разни колачиња, чипс, крекери, така натаму. Тие масти на собна температура не омекнуваат, не стануваат течни. Значи, и кога ние ги користиме, исто така може да се залепат за нашите крвни садови, артерии и да предизвикат зачепување и на крајот знаеме што може да се случи. Понатаму може да кажеме дека американците 2/3 на млечните производи се заситени, а ги користат, например, и полномасни млечни производи. Тие го креват холестеролот и доведуваат до процес на рак во самиот организам. Ние подоцна ќе видиме кои се извори на таквите работи. Значи да внесуваме идеални количини и на протеини. Ориз, компир, целозрнена житарки, граф, разни орешасти плодови имаат висок процент на протеини. Ова храна има најквалитетни протеини. Овде што ја гледаме. Но треба да внимаваме и на протеините. Не смеме во големи количества да ги земеме или пак воопшто да немаме. Значи, посебно кај децата, малите деца, може да биде лошо по нивниот живот. И затоа мора да се консултират лекари и во возраста да се даде точен димензија или процент што треба децата да ги користат во својот живот. Малку внесување на протеини штети на здравјето, како што реков. Тоа доведува до озбилни здравствени проблеми, посебно кај децата. Збор два да кажеме за мајчиното млеко е најдобро за бебињата. Постои опасност децата да се научат да цицат и кога ќе порастат година, 2, 3, 4 и понатаму да пијат течни производи. Мајките треба да ги учат. Значи, кога детето ќе порасне, кога ќе добие запчиња, да почне да јаде, да пие вода, не само да се научи на течни работи, бидејќи година, 2 детето цицало мајчино млеко и се создава наука. Значи, треба мајките полека, кога детето ќе дојде во таква возраст, да го учи и да јаде, да жвака, зашто тоа е исто така добро и треба да се научи. Не може детето да цица цел живот. Понатаму, одиме на следната фотографија. Премногу протеини е исто штетно за нашето тело.
Mnogo веруваат во митот што повеќе протеини, тоа е добро. Знаете, младите земаат таблетки, сте видели оние билдери? Тие имаат посебни протеини, нели, кои ги користат за да добијат маса на телото и така натаму, што може да биде и проблем за самото тело, за проблем за нашето тело. Вишок на протеини и фрактура на коските. Студијата од Харвард, која вклучила работа на 78.000 медицински сестри, покажало дека претерано пиење на млеко, обратете внимание, посебно женскиот род, има врска со зголемена појава на стапка на фрактура на коските. Тоа е направено, ова студија, значи, во Харвард. 78.000 медицински сестри се дале да бидат испитувани, едноставно се зголемила стапката на фрактура на коските. Споредба со афроамериканците, значи од Африка, дошле да живеат во Америка, некаде внесуваат околу 1000 милиграми калциум дневно. Замислете, 1000 милиграми калциум дневно. А црнците од Африка, кои останале во Африка, на југот од Африка, внесуваат само 196 милиграми калциум. И се покажало во таа студија дека афроамериканците има 9 пати поголема стапка на појава на фрактура на колкот, на коските. Гледате што значи храна. Внесување поголемо количество на тие работи што може да бидат навистина калциум секако и проблем во нашето тело. Нашето тело е така создадено, така конструирано, се да има баланс. Ако се претера во нешто, може да биде проблематично. Например, кинезите кои живеат на село, со половина внесен калциум во однос на американците, имаат стапка од 1/5 на појава на фрактура на коските. Додека американците јадат 2 до 3 пати повеќе протеини од колку што им е потребно, млекото содржи висок процент на калциум, но има исто така и висок ниво на протеини. Кинезите, кои дошле да живеат во Америка, според ова студија вели, го зголемиле внесот на калциум во своето тело во последните 25 години. Сега и кај нив се појават истите болести. Фрактура на коските и така натаму. Затоа што го промениле стилот на живење, односно на исхрана. 75% од сите заситени масти во исхраната на американците доаѓа од сирењето. Јадеме ли сирење? Јас го користам, повеќе кози купувам сега, меѓутоа, кога ги читам овие податоци, страф ме фаќа. Добро, меѓутоа сирењето содржи висок ниво на протеин и натриум. Вишокот на протеини и натриум предизвикува бубрезите да го усисуваат, да го усисат и исфрлат калциумот надвор. Значи, ова го повлекува калциумот од коските. Ние, од друга страна, пиеме млеко, јадеме ова за да добиеме, неле, калциум, а од друга страна, гледате што правиме. Телото се мачи, се бори и калциумот едноставно исчезнува. И на крај, што доаѓа? Остеопороза, така? И велиме, здрава беше жената, ништо не ја фалеше. Одеднаш не може да оди. Одеднаш не може телото да го држи. Се појавуваат проблеми. И затоа да го намалиме животинското внесување на протеини и на натриум, може, значи, да го сочуваме калциумот во нашите коски, ако овие работи ги сведеме на минимум. Постои, почитувани, некој мит или, да кажем, размислување, што повеќе јади месо, ки имаш сила. Дали е тоа точно? Пајде да прашаме, слоновите јадат ли месо? Коњите јадат ли месо? Треба. Тие се билкари, да кажем, јадат билки, јадат трева, меѓутоа се силни. Тие се силни. Еве, да ви прочитам овде, може за нас не се познати тие луѓе во светот, но тие се врвни спортисти. Например,
Тркачот Барт Јасо е вегетаријанец. Скот Јурек држи рекорд ултрамаратонец кој претрчал 265 километри за 24 часа е веган. Не вегетаријанец, веган. Колко е тоа 265 километри? Тоа е до Ниш отприлика одавна. Замислите, веган, човек не јаде месо и други тие млечни производи. Брендон Брейзер, веган. Мет Фрейзер вели дека станал многу посилен тркач веднаш потоа кога го оставил, кога постанал вегетаријанец. Значи, то брзо се почувствувало во неговиот живот, односно во неговите трки, во неговата брзина. Што значи, гледаме дека митот дека јади повеќе месо ќе ти даде сила, не држи. Како сега да постигнеме ние адекватен внес на протеини, почитувани? Како тоа да го направиме? Денеска многу традиционални кујни во светот едноставно може да кажеме се засновани на билна исхрана и обезбедува доволен внес на протеини во нашиот организам. Не мора да користиме вештачки протеини за да и ги имаме во нашето тело. Еве, од каде можеме да црпиме протеини? Сите овие работи ги имаме. Може не целосно овај граф. Гледате, граф има бел, црвен, шарен. Какви уште има гравови? Ги има многу врсти, така? Имаме леќа. Имаме соја и други производи кои ги има на нашите простори. Еве, само пред да ја раскажеме приказната за Бил Клинтон, да кажеме дека на исток луѓето јадат многу ориз и производство од соја. Во Мексико, знаете што јадат повеќе? Пченка и граф. Тоа им е традиционална храна. Македонците што традиционално јадеме? Граф, леќа, боранија, пипер, ајвари. Сега за ајваро нема да зборим во таа преработена работа, меѓутоа пиперките се битни, пиперката е основа, така. Еве во Африка јадат бела пченка и махунарки. Знаете, тоа е боранија, грашак е тие работи и диви растенија. Во Источна Европа традиционално јадат просо, урми, сочиво, кари и сирак. Вечерва ќе добиете неколку рецепти од просо. Значи, овде е напишено од А до Ш што се вели и пробајте ги дома. Тие рецепти да ги направите, ќе видите дека се прекрасни. Значи, како овде што сега прочитавме, во Источна Европа јадат и просо. И затоа, ние што ќе ставиме на нашите маси почитувани зависи од нас, од нашиот избор. Ајде да раскажеме приказната за поранешниот председател на Америка Бил Клинтон. Човек кој, како и ние, имал проблеми со своето здравје. Тој дал интервју на еден новинар, бидејќи, ако приметивте, пред неколку години тој доста ослабне, се промени физички, луѓето прашува да не боледува од рак. Што се случува со поранешниот председател на Америка Бил Клинтон? Тој вели дека изгубил 11 килограми, следејќи ја програмата за исхрана. И благодарение на таа програма што ја здравствена следел, вели го спречил зачепување на крвните садови, бидејќи се приготувал за венчавање на неговата керка Челси. Тој веќе имал еден стент, но постоела опасност да добие и други, дури да отиде на бајпас. И кога слушнал за ова програма, еве тој што направи. Вели новинарот, како изгубивте толку килограми? На која диета се наоѓате? Председателот зборува. Вели, најкратко да ви кажам, поминав на билна исхрана. Јадам махунарки, боранија, сети тие работи, значи зеленчук и овоше. Пијам протеински додаток секое утро. Ништо млечно не користам. Млеко од бадеми помешано со овоше и протеински додаток. Добивам потребни протеини на почетокот на секој ден. Го променив мојот метаболизам. Изгубив 11 килограми. Се вратив на својата средношколска килажа. Се вратил во времето кога бил во средно училиште.
To go направи, вели, поради неколку причини. Први сакав да ја намалам телесната тежина, но ниту сонував дека тоа ќе се случи со мене. И така почнав. Бидејќи ми беше вграден стент, и прилично често се случува, ако не се внимава на исхраната, може да се добие и друг и трет и на крајот да се заврши со байпас, односно да се добие холестерол. Се зголемува холестеролот во вените, знаеме, и доаѓа до зачепување. Вели, не сакам тоа повторно да се случи. И потоа истражував и видов дека 82% на луѓето од 1986 година кои тргнале да ја следат таа програма на билна исхрана, без млеко и млечни производи, без месо, без пилешко или некое друго животно, почнале да оздравуваат. Јадам помалку риба, вели Клинтон. Од време на време јадам помалку риба, но не често. Ако може така да се каже, 82% од луѓето кои така работеле успеле да се излечат. Ги очистиле своите артерии. Ги очистиле своите крвни садови на срцето. Овој покрет или ова движење го водел доктор Калвел на една од клиниките во Америка. Дина Орниша од Калифорнија. Доктор Кембел, татко и син ја напишале таа кинеска студија што на почетокот спомнавме. Значи, што повеќе овоше, што повеќе зеленчук. Млечните производи, видовме на танјер горе, скрос на страна и сврлен од исхраната. И вели понатаму Клинтон, помислив малку да ослабнам поради венчавањето на мојата керка. Да станам дел од тој експеримент, посакав. И навистина новинарот го прашува, се надеваме дека вашето здравје ќе ви служи повеќе години и ќе доживеете долго да уживате со вашите внуци. И на крајот Клинтон вели, јас се надевам, тоа многу ќе ми значи. Почитувани, ја гледате, ја слушнавме сега ова кратка приказна на овој човек. Секако, храната многу влијае и на нашето срце. Како делува холестеролот на твоето, на моето срце? Навистина, и колку да сме лаици, тоа го знаеме. Холестеролот може да доведе, значи, до запушување на нашите крвни садови и на крајот може да дојде до трагични последици. И затоа ова студија што ја спомнавме пред малку не потикнува да навистина размислуваме што ќе јадеме утре, што ќе ставиме на нашите трапези. Например, вака една студија вели, оние кои се вегетаријанци внесуваат 300 до 500 милиграми холестерол дневно. Лакто вегетаријанците кои јадат млеко и млечни производи од 15 до 300 милиграми, а веганите кои не јадат месо, ниту млеко, ништо од животинско потекло, вели 0 холестерол имат кај себе. Немат воопшто холестерол. Вегетаријанците имат 14% понизок холестерол од просечните американци. Една друга анализа, вели од 1999 година, опфатила 5 студии каде што се според стапката на смртноста вегетаријанците и невегетаријанците во Западна Америка се покажала смртноста на оние кои јаделе месо за 26% поголема. А магазинот или весникот Time пишува дека во регионот каде што скоро да нема месо, кај вегетаријанците или оние кои се вегани, вели нема болести на срце и запушување, зачепување на крвните садови. Навистина, вреди тоа да се проба. Значи, да се вратиме на она рајска, на она почетна храна. Вегетаријанците, значи, имаат подобра исхрана, имаат најдобра исхрана. Имаат најниска стапка на болест на срцето и крвните садови во било која група на земја. И сега се поставува едно прашање реторичко, вели, ако јадам исправно, можам ли да го намалам крвниот притисок? На што се мисли тоа ако јадам исправно? Секако, ако се вратиме на
природната исхрана, повеќе овошје и зеленчук, ние ќе можеме да го намалиме крвниот притисок. Оние, значи, кои јадат месо има 3 пати почесто висок крвен притисок во споредба со вегетаријанците, а 13 пати поголем крвен притисок. Навистина, тоа е застрашувачко. Знам, можеби, кога ќе те прашат вегетаријанеци или не, ќе кажем да, и луѓето може не гледаат или ги гледаме ние попреко така. Малце како да се обележени тие. Ако кажеш дека си веган, уште повеќе ќе те стават на некоја, да не кажем, црна листа. Значи, некои од високо ги гледаат вегетаријанците. Но тие, гледате што пишува, имаат само 40% стапка на појава на рак. Во однос на оние кои јадат месо. Во просек живеат околу 6 години подолго, за разлика од оние кои не се вегетаријанци. Буквално не постои висок крвен притисок кај луѓето кои се постари, кои јадат билна храна со ниска содржина на маст. Значи, буквално нема статистика која го забележала да се појавил висок крвен притисок. Оние со висок крвен притисок имаат 7 пати помалку да добијат шлок и 4 пати повеќе шанси да добијат срцев удар. Овој ви е познат човек, така? Алберт Ајнштајн. Знаете дека бил вегетаријанец? Вегетаријанците се попаметни, условно кажано. Нивниот мозок работи, да не кажем 100 на час. Меѓутоа, имаат поголем радиус на размислување. Еве што кажал, ништо друго нема да му помогне на човештвото, ниту ќе ја зголеми шансата да се преживее на земјата од развивањето на вегетаријанската исхрана. Тој бил поборник да се храната вегетаријанска развие по целиот свет, да луѓето застанат и да размислат дали ќе го прифатат таквиот начин на исхрана или пак не. Еве неколку интересни работи да ви прочитам. Вели, вегетаријанската исхрана е најдобра превенција за канцер, за диабетис и за други болести. Болестите за бубрезите, за коските, очите, мозокот. Истражувањата покажуваат дека се во предност луѓе кои јадат вегетаријанска исхрана, односно кои ја користат. Имат понизок крвен притисок, помалку болести на цревата, диабетис, камен во жолчката, заболување на бубрезите, здебеленост и помалку ризик да заболат од било која болест. Значи, може се заболи човек кој е вегетаријанец, меѓутоа тоа е многу по-низок процент за разлика од оние кои користат месна исхрана. И затоа, почитувани, ајде да бидеме авантуристи, да го одбереме најдоброто. Ние сме на потек. Никој нема да ни помогне освен ние самите. Еве неколку интересни податоци да ви прочитам. Денеска знаеме во светот кој е најголем проблем? Водата, така. Има многу држави, многу места кај што немаат питка вода. Например, Шпанија увезува, или Шпанија има бродови укотвени тука поред водата, значи тука кај што има езера или морења, или воопшто во светот со бродови кои произведуваат питка вода, морска. Значи со машина ја преработуваат. И други афрички земји доле на вистина имаат проблем со водата. Но знаете што се случува? Например, потребно е 15.141 литро на вода дневно да се прехрани една личност која јаде месо. Зошто? Зошто животните се хранат и пијат вода. Значи, се е тоа ставено во ова математика, а 3785 литра дневно да се прехрани лакто вегетаријанец. А слушайте сега ова. А само 1136 литра дневно да се прехрани вегетаријанец. Зашто вегетаријанецот не користи млечни производи, така? Не користи месо. А тоа месо, тие крави или не знам што е, тоа треба да пие вода, да се храни така натаму. Гледате колку се заштедува вода, ако не се користи месна исхрана, односно оние кои се вегетаријанци. Например, во едно списание од Обединетите нации пишува, кога е во прашање водата. Знаете вие дека во април
секој година се прославува Денот на водите. И 2012 година даден е податок. 1 кило говецко месо троши 15.000 литра вода. 1 кило месо. 1 килограм на пшеница ќе испие, условно кажено, 1500 литри вода. Значи, билната храна, која ќе споредиме со она другата, навистина е многу по-економична. И затоа, почитувани, постои таа препорака за здрава храна. Ова фотографија ме враќа на почетокот, таму на исток. Според Библијата, знаете, постои рај или Едемска градина, кај што Бог ги поставил Адам и Ева да живеат. Тие таму живееле. Во почетокот човекот не јадел нито зеленчук. Што јадел само? Орешасти плодови. Така. Бидејќи тоа било извор на неговото здравје. Меѓутоа, кога човекот погрешил, Бог му спречил едно да јаде овоше. Од она дрвото, знаете, таму пише во Библијата, од тоа дрво јаделе да бидат бесмртни. Ние сме создадени како луѓе да живееме бесмртно. Тој ген го имаме, но Бог ни го повлекол, зашто човекот сгрешил и му дал зеленчук да јаде. Да неколку проценти всушност да влечеме од зеленчукот тој ген да го надокнадиме, но не целосно. Првиот човек, односно најдолгиот човек кој живел на години бил Матусал, 969 години. Значи човекот е создаден да живее вечно, но многу работи придонеле да нашиот век се скратува. Денеска ние живееме помалку од еден век, така? 70, 80, 90, ретко кој ќе преживее 100. И затоа, кога човекот сгрешил, Бог вели сега ќе јаде зеленчук. Му дава зеле, му дава други работи, да ги црпи тие витамини, што го изгубил тој ген на долговечност кога човекот сгрешил. И затоа е многу важно, почитувани, ние денеска да го користиме овошјето и зеленчукот. Но еден ден повторно ќе имаме прилика да јадеме од плодови од тоа дрво, да тој ген ни се врати за да живееме вечно. Но дотогаш, за да живееме подолго на ова земја, да јадеме што повеќе овоше и што повеќе зеленчук. Затоа пред нас се поставува знак да направиме заокрет или преокрет. Тоа сме ние, ковачи на своето здравје. Може луѓе ќе речат, што ти стана сега? Па ништо не ми стана. Сега можеби сум се освестил, сум сватил дека во природата постои најдобар лек за нашето здравје. Ако се вратиме, значи, на таа селска првобитна храна, која е многу важна за нашиот секојдневен живот. И затоа, еве доаѓаме полека при крај на ова наше вечерашно размислување. Ова е еден цитат од Библијата, песенот песните вели: поканите сте на вечера во рајот, ме воведе во собите на виното и ме покри со знамето на љубовта. Погледнете ова фотографија, тука се невидливи раце или раце на невидлив човек. Еден ден тој ген ќе ни биде вратен. Повторно ќе заживееме вечно. Ја не знам дали верувате вие во вечен живот, но ние се стремиме. Зошто тогаш одиме на лекар ако сме болни, така? Зошто јадиме ова или пиеме ова? За сакаме да живееме. А преку предавањата на здравствениот клуб Моје здравје, ние добиваме многу повеќе информации, значи како овој век наш што Бог ни го дал на секој од нас, да го зголеме, да ни трае што подолго. И затоа моја желба и молитва е да навистина ние како луѓе кои сакаме да живееме подолго, да ја користиме природата што ни е дадена. Тука се разни овошки, зеленчуци кои се потребни за исхрана на нашето тело. Еве, тука завршуваме. Значи, со ова ние доаѓаме при крајот на ова размислување. Ми беше драго што можевме да се видиме вечерва, а сега ќе добиете и запросото.